Комуналното предпријатие Водовод остана без струја, откако беше прекината испораката од електричната мрежа поради неплатен долг кон добавувачот Energy Delivery Solutions од Скопје. Освен управната зграда, напојувањето е прекинато и во Стопанскиот двор, во кој се сместени неколку работни единици на предпријатието, а во непосредна близина е и градската капела. Раководството на комуналното предпријатие беше недостапно за медиумите, за подетелни информации околу сумата што ја должи и какви постапки ќе се преземаат за да се надмине состојбата. Поради специфичноста во работењето, во меѓувреме биле преземени активности да се обезбеди напојување со струја за градската капела, како и за бензинската пумпа, лоцирана во кругот на Стопански двор, за да можат да функционираат возилата за комунална хигиена. На една од последните седници на Советот на општина Кочани, од комуналното предпријатие информираа дека со актуелните цени, трошоците за струја на месечно ниво се закануваат да го надминат вкупниот приход за истиот временски период. Новиот директор на Водовод, кој прв пат пред советниците се појави на последната седница, рече дека ќе изнесува само аргументи кога се во прашање состојбите во предпријатието. Прво се извинувам на почитуваните советници дека прв пат сум на совет кај вас и ја потурив кошуела со кафе, така да веројатно за добро ќе биде, за да се дружиме почесто. Бидејќи по образование сум дипломиран машински инженер и дипломец на бизнес администрација, сметам дека тоа ми дава за право да ја почитувам силата на аргументите. А аргументите за оваа барање се следните. Односно, наместо мене, ве молам да дозволите да зборуваат бројките. Сепак, безуспешни останаа обидите на Канал 8 да стапи во контакт со Паунов, за да го слушне неговиот став околу исклучувањето на струјата во Водовод. Најголем дел од електричната енергија во комуналното предпријатие се троши за мокните пумпи за црпење вода од бунарите кај селото Грдовци и нејзин транспорт до филтер станицата во Кочани, за што месечно се плаќаат по околу 1,5 милион денари.